Гледате интервју на Макфакс. За 100 дена од промената на власта, институциите почна да ги објавуваат договорите од кои се гледа дека претходната власт се луксузирала на големо. Почна да се објавуваат тајните договори и да се декласифицираат информациите. Сето тоа засега во јавноста не идува само на шок и неверување, бидејќи кривични пријави се уште нема. Од друга страна, дел од јавноста на социјалните медиуми коментира дека шарената револуција се претопила во кабинетските простории на владата и дека станала дел практично од извршната власт. Што се смени во Македонија по овие 100 дена нова власт? Разговарам во студиото на Макфакс со Павле Богоевски, кој беше неформален лидер на шарената револуција или дел од неа и сега пратеник во Македонското собрание. Добри дојде, Павле. Добро Недов, благодарам за поканата. Мала корекција, дел од шарената револуција. Бавина беше што немавме ни формални ни неформални лидери. Богоевски, каде е поголема слободата? Веќе 9 месеци практично сте во собранието, на улиците или во собранието? Дефинитивно на улиците е поголема слободата, бидејќи таму човек може слободно да го изрази својот став, своето барање, едноставно да бара од носителите на власт да го исполнат тоа. Односно, или да протестира против одлука да не го исполнат. Додека во институциите се функционира поинаку. Прво, собранието како парламентарен дом, кој што одлучува преку дебата, од секогаш бил и секогаш ќе биде место на компромис, односно место на наоѓање на средишна политичка вредност, поготоа за позначајните прашања кои што треба да бидат поддржани како од позицијата, така и од опозицијата. Во однос на тековните околности, повеќе од очигледно е колку конструктивна или неконструктивна опозиција имаме. И тоа едноставно представува огромна промена на темпото и на залетаноста. Што не ви успеа да направите заради опозицијата, еве доколку тоа е? Да го продолжиме мандатот на СЈО, еве најдиректно. Тоа како моја лична цел, значи има цела една плејада на закони кои што се потребни, за кои што е потребно двотретинско мнозинство да бидат сменети, кои што се клучни за реформските процеси на Македонија и за незиното движење напред, за надминување на сето тоа што ни се случи. Меѓутоа, мој личен најголем проблем е што со сегашната структура во собранието нема изгледи дека не успеа да се продолжи мандатот на СЈО. Но од друга страна тоа не значи дека патот кон правдата ќе биде заборавен, да кажеме. Ако одиме кон тоа дека правда представува изведување на луѓето за кои што има индиции за сторени кривични дела пред независен и непристрасен суд, и го земеме предвид фактот дека немаме двотретинско мнозинство да го предложиме мандатот на СЈО, тогаш решението е очигледно, бидејќи СЈО постои од проста причина што Зврливски не сакаше и не можеше да си ја заврши својата работа. Ние како собрание ќе избереме јавен обвинител кој што и тоа како ќе сака и ќе може да си ја заврши работата во поглед на гонење на дела од област на злоупотреба на власт како минатата, така и сегашната. И се надевам дека тој јавен обвинител и постојното СЈО ќе може да имат активна и плодна соработка во поле на гонењето. А што се однесува до самите судови, за почеток ја бил среќен да имаме судија кој што нема да му се слушува секоја втора недела кога Никола Груевски ќе дојде на обвинителна клупа и кој што нема да бара изземање. Вие сте председател на Собраниската комисија за деловнички мандатни имунитетни прашања. Веќе на СЈО им беа одбиени сите притвори за Груевски и неговите соработници. Меѓутоа да се прифати, ама за жал на ниво на Врховен суд и поради тоа сега имаме најсмешното бегство во историјата. Што доколку специјалното јавно обвинителство повторно побара притвор и судот еве хипотетички одлучи да им определи притвор и за тоа го извести собранието. Како би гласале во таа насока? Вака се работата на комисијата за деловнички мандатни имунитетни прашања и поготово мојата работа како председател на таа комисија е во поглед на тоа е процедурално. Значи мора да има расправа по тоа прашање и мора судот претходно да испрати барање за одземање на имунитетот, односно дозвола од собранието за да тоа лице биде ставено во притвор. Повеќе да очигледно јас како би гласал ако добиам законско барање од суд за некој од претениците од било која страна да оди во притвор, поготово тие против кои протестираме. И едве чекам и се надевам дека тоа ќе се случи некој ден што поскоро. Околу делот на коментарите во социјалните медиуми да ја опфатиме и таа тема, кои коментираат дека присуството, учеството во протестите на шарената револуција било конкурс за вработување, дека практично новата власт
ја претворила државата во една агенција за вработување, каде заслугите се само да се фрла бој, да речеме да се фрла кон спомениците на културата. Пред малку споменавте кога го дававте вашиот вовед, дека се остава впечаток дека Шерената револуција се претопила во извршната власт и дека сега функционира заедно. Сакам да потсетам дека извршната власт е само еден од столбовите. Имаме извршна, законодавна и судска. Технички сум во законодавната власт. Иако да, партиите ме ставија на листа, мене ме избраа граѓаните. Ивана исто така, Ирена исто така, Стево исто така и Ферид Мухиш дури како независен пратеник, иако технички не беше дел од Шерената револуција. Во тој контекст сакам да замолам, кога зборуваме за интеграција на различните општествени структури, дали се партиски, дали се движења, во една струја која што денеска се обидува да направи промена, да се тргне малку од призмата на сегашното работење. Прво, заслуга за обично фрлање со боја и фарбање, ништо од тоа фрлање со боја и фарбање не беше обично. Тоа за нас беше битка од ден за ден, битка против целата полиција у Македонија, битка против целиот режим на Груевски, битка против целиот свет за нас. Но и без тоа да го тргне на страна. Ништо, било кој што направи на улиците, не е и не треба биде заслуга за како било вработување. Јас стојам на ставот и знам бидејќи имам комуницирано со добар дел од луѓето и со добар дел од припадниците на политичките партии кои што беа именувани во владата. Станува збор за давање на шанса, станува збор за препознавање на ресурс, станува збор за млади луѓе кои што имаат идеи, кои што мислат дека знаат како може да е подобра оваа држава. Јас сваќам скепсата која што постои кај јавноста, бидејќи 27 години се функционирало на еден и на еден начин. Меѓутоа ќе повторам нешто што го кажував уште од првиот ден кога искочив на улица. Ако сакаме нешто да промениме во држава, треба да почнеме од себе. И да, многу е здраво што се критикува. Тоа критикување мислам дека цело време стои како потсетник над главата дека не смееме да го повториме тоа што било правено. Но во однос на вработувањата, можам да ви кажам дека барем за најголемиот дел што ми се мене познати, станува збор за интеграција во заедничка струја, станува збор за заеднички вредности и давање на шанса на некои од партиските структури да сработи тоа што мисле дека треба да го сработи, не за награда. Во никој случај не за награда. Прво, тоа е концепт со кој што јас не се согласувам. Второ, награда треба да дојде по сработеното, а не пред тоа. Ние имаме уште многу работа. Која би била во таа смисла шансата на директорот во Телеком, на одборот на директори во Телеком, која што му е доверена секако од владата? Вака сега, прво, предпоставам дека зборувате за мојот пријател Замир Мехмети. Така. Замир има искуство во работење со телекомуникација, радиодифузија и така натаму. Како прва работа, како втора работа, и ова се само шпекулации, значи се уште немам прилика да се видам со него, се по телефон му честитав, меѓутоа не сме имале прилика да седнеме. Јас кога би имал прилика да работам таму, јас детално би испитал што се случуваше со учеството на Телеком во целото прислушување, зашто таа компанија не соработуваше со власта, со СЕО и со другите институции и така натаму. Односно позицијата на директорот Телеком не е воопшто за подценување од никаков агол. Како гледате од денес? И повторувам, ова е на ниво на шпекулација. Сигурен сум дека Замир си има своја цел, своја агенда и сигурен сум дека е многу повеќе од награда за обичното фрлање со балони. Како гледате од денешна перспектива на настаните од 27-ми, со оглед на фактот што се уште не се доволно расчистени, веќе видовме една условна пресуда, па сега моментално има одредени условна пресуда е трошки. Што очекувате? Дали можеби избора нов јавен обвинител? Очекувам новиот јавен обвинител да се сработи работата како што треба. Имате ли последици по вашето физичко, психичко здравје после 27? Не е тоа значи. Кажете ми... Добре, вред. Да. Можеше многу полоше да биде. Во контекст на актуелните закони кои што се во собранието, да речеме законот за јазици, законот за општа амнестија, дел од ставот на опозицијата во таа смисла мислам дека се уште не стигна до собранијска процедура, сега е, може да греши, меѓутоа електронскиот регистар на прописи. Опозицијата во таа смисла тоа го толкува дека е предизборно додворување до гласачите. Каков е вашиот коментар? Тоа е работа на опозицијата и познавајќи го начинот на кој што ВМРО-ДПМН функционираше и тие луѓе функционираат, не сум воопшто изненаден од интензитетот со кој што критикуваат. Ова се две различни теми, би сакал за тоа поразговараме. Прво е за полесната законот за амнестија. Имав прилика да го зирнам драфт текстот, имав прилика да ги зирнам областите за кои што предлагаат, така натаму. Како концепт е добар, мислам дека целите се добри, но исто така мислам дека треба да биде подложена понатамошна разработка во собранието. А бидејќи ние забораваме една работа, ние кога цело време велиме дека собранието не сме биде гласачка машинерија, толку на тоа мислиме.
Тоа што владата ќе го изведе како предлог текст е израз на политичката волја на владата и сите делови од нејзината структура. Меѓутоа политичките преговори завршуваат во моментот кога тој текст ќе дојде во собраниската процедура. После тоа со претниците се тие кои што одлучуваат. Знам дека ова звучи многу идилично и ова сигурно дека не е така во моментот, меѓутоа е процес и цел кон која што се стремиме. Така да и во контекст на законот за амнестија, за законот за език ќе спомнам малку покасно, едва чекам да дојде во процедура и да можеме да работиме на таков текст, бидејќи факт е дека капацитетите у затворите се пренатрупани, факт е дека треба да се ургира у таа област и така натаму и така натаму. Но тоа не значи дека текстот ќе остане во таа форма дека ќе бидат опфатени само тие области кои што се предвидени дека степенот ќе биде таков и така. Ќе треба едноставно да дојде владата и да не убеди зошто е тоа така. Што се однесува со законот за јазици, ставена во редовна процедура, не е скратена. Има мало несогласување околу тоа дали треба да е со европско знаменце или дали треба да е преку Комисијата за политички систем, меѓутоа на крајот од денот кое матично тело ќе постапува подреден закон од одлука на председателот на собранието и тој во случајот одлучи да ќе се носи политичката цена за тоа. Оваа фаза, ова е прво читање, мислам дека утре здраве треба да гласаме пред полнок за првото читање, каде што всушност се дебатира за потребата од носење на таков закон, а не за самиот закон, за самата содржина на закон. Што се однесува до потребата, имам да кажам две работи. Прво, претниците од ДПМН постојано зборува дека не е наведено со кое конкретно парче од европска легислатива се усогласува. Директива во таа смисла. Да. Меѓутоа кога зборуваме за усогласување со европското право, со европскиот аки, како што се нарекува, не зборуваме само за усогласување на националното законодавство со формалниот дел од европското право, со конвенциите, со декларациите и така натаму, тука зборуваме за усогласување на националната правна практика и законодавство со европската. Во тој контекст, работењето на институциите кои што се носители на власта во Европската унија, во овој случај Европската комисија, и резултатите од таа работа се исто така дел од европското право. Ние имаме неколку последователни извештаи за напредок од Европската комисија, каде што јасно и прецизно е наведено дека имплементацијата на рамковниот договор е на незадоволително ниво. Ние имаме национални истражувања финансирани од претходната влада, кои што го велат истото, кои што ставаат препораки за коригирање на употребата на јазикот во државата. Па поради тоа усогласувањето на националното право со европското не мора да биде поврзано со конкретно парче, не мора нужно да биде поврзано со конкретно парче европска легислатива, туку во овој случај го темелиме врз извештаите на одити и препораките на Европската комисија. Дискусијата е зошто можеби не е отворена поширока дебата за таков тип на... Поширока дебата дефинитивно ќе биде отворена. Бидејќи во овој момент не се дебатира за содржината, а се дебатира за потребата. А потребата факт е дека ќе биде политичка одлука. И на крајот од денот ние цела кампања поминавме кажувајќи на тоа дека употребата, не само употребата на јазикот, туку целиот корпус на права кои што се внесуваат на етничките заедници треба да биде фокусиран на практичните потреби на луѓето, а не на некој си површен политички договор кој што бил направен во 2008 и во 2011. Јас вчера реков, одговорив се и денеска стојам на тоа. Потребата зашто ние денеска го носиме овој закон не е некој постизборен инженеринг или предизборни комбинации. Потребата е бидејќи ДПМН и ДУИ во 2008-2011 немаа храброст доволно да го решат прашањето како што треба. ДПМН си го прифати решението кое што можеше го прифати, кое што беше политички најисплатливо за нив, меѓутоа кое што не решава работата, кое што остава дупка во потребите на граѓаните. И затоа ние денеска мораме да го решаваме ова прашање. Очекувате ли сепак ВМРО ДПМН да гласа за законот за јазици со оглед на тоа што на дел од собраниските седници, односно на комисиите се изјаснија? Не очекувам дека ќе гласат за потребата носење на овој закон, бидејќи премногу загазија во пропагандата против, не поради друго. Добар дел од тие луѓе таму се идеолози, меѓутоа исто така добар дел не се идеолози, гласаат врз база на политичката практичност и потреба или други мотиви. Поради тоа не очекувам поддршка во оваа фаза од законот. А понатаму ако осета дека има политички сплатливо и ако осета дека имиджот што го имаат на антиалбанска и националистичка партија им е неисплатив, што мислам дека почна да го сваќат, ама предоцна. Веќе има направено премногу. Како и да во однос на потребата од закон. Значи, ние се ориентиравме кон практичната потреба. И во овој момент дискутираме дали тоа прашање треба да се дорегулира. Па не е важно што се пред избори. Да, одредени партии добиваат, други партии губат, поготово Социјалдемократскиот сојуз и политичките партии од нашата коалиција, од проста причина што ВМРО ДПМН влегува во јака и националистичка наратива. Но таа цена
е премала, имајќи у предвид дека ќе затвориме прашање кое што е отворено 27 години. Доволно беше бегање од општествено огрливите прашања, доволно беше бегање од прашања што не поларизира. Бидејќи ако не ги решаме таа поларизација само ќе се зголемува до степен каде што конфликт е нужен, како што беше на 27. Не нужен, туку неизбежен, како што беше на 27. Затоа, без разлика кога иде страшна дебатата, таа дебата е подобра од општествен конфликт. Очекувате ли да бидат повлечени кривичните пријави за учесниците во ширената револуција? Тоа пропушти да ве прашам. Колку што ми е мене јасно, барем за Скопје, за другите градови мислам дека се повлечени, ама од Скопје само јас сум останат кој што се уште е кривично гонет за употреба на балони. До каде е постапката во судот? Постапката е во тек, има некои развои. Сега скоро ќе биде ќе има уште едно судење, мислам. Има одредени развои од типот на тоа дека конечно институцијата која што треба да ја процени штетата е задолжен за тоа, односно Националниот конзерваторски центар, а не произволни просеки од Министерството за култура или вештачење. Така да ќе видиме тоа како ќе се одвива, меѓутоа без разлика како ќе оди. Сакам да повторам дека уште самиот почеток јас никош не негирав дека сум фалил боја, само реков дека не може системот на Зврлевски да ми суди. За среќа тој систем е на заминување. Без разлика каква ќе биде одлуката на судот, јас ќе ја прифатам. Одговорноста за моите постапки уште ни беше позната, на мене лично беше позната уште од првиот ден и првиот балон кога го фрлив, условно кажам, и немам намера ни милиметар да бегам од тоа. Кажете ми околу специјалното јавно обвинителство, факт е дека не успеавте со двотретинско мнозинство да ги пробуткате измените во собранието, што понатаму? Дали разговарате отворено, нели една од идеите е да влезе во рамки на јавното обвинителство на модалитетот како точно ќе се случи тоа? Мислам дека е премногу рано да зборувам, бидејќи прво се уште не е дефинирано, треба дебата да има, треба дискусија да има така натаму. Но мислам дека тоа што е апсолутниот приоритет е да се измисли механизам во рамки на постојните закони и во рамки на редовните институции, каде што работата која што е сработи специјалното јавно обвинителство, на која што не успеа да ја преточи во обвиненија, ќе биде земена во предвид од тие институции, бидејќи мандатот за покренување на обвиненија на јавното обвинителство со сегашната структура во собрание, како што реков, не може да биде продолжен. Па така, дали тоа ќе биде со претопување, дали тоа ќе биде со меморандум за соработка или на кој било друг поинаков начин, мислам дека е второстепен. Првостепено е да стигнеме до моментот каде што зборуваме реално за таков тип на работа, односно да имаме јавно обвинител кој што има реална волја да ги гони таквиот тип на кривични дела. Па после веќе би зборувале за модалитетите. Но како што рековме многу пати до сега, патот до правдата не може и не сме да биде ниту брз, ниту површен процес. Знам дека гневот и револтот кај луѓето е висок кај мене. Фактот дека првото прашање што ми го поставивте, каде поинтересно рековте, каде да, по поголема слободата, да. Поголема слободата. Фактот дека не може да се продолжи мандатот на специјалното јавно обвинителство и ги убива волјата кај, можам комотно да кажам, кај целата наша претеничка група. Но не се откажуваме, ќе најдеме начин како да го изведеме тоа и рековме тоа не сме да биде ниту брз, ниту површен процес, бидејќи ако го изведеме погрешно, ако го изведеме неселективно, ако го изведеме неправилно, тоа не направи воопшто различно од претходните. И знам дека многу луѓе едноставно нема трпение, сакаат да ги видат кривците во затвори, така натаму, без разлика од која страна се повторува. Но тоа не е патот и мораме да го сватиме тоа и да, ќе ги поминеме критиките, ќе ги поминеме на согласувањето, но јас верувам дека на крајот од денот сите ние кои што се боревме за правда, ќе си останеме на своите верни на своите вредности и ќе сватиме дека правдата иако бавна доаѓа. Ќе видиме. Ве фаќа носталгија за шарената револуција, сега моментално да инсерти од улицата. Постојано цело време. Едноставно ми е премногу неофарбана облеката. Кога Македонија ќе биде пристојно место за живење? Временски не можам да ја кажам. Пристојно место. Мислам дека Македонија сега е веќе многу попристојно место за живење отколку што беше пред формирањето на владата. Дури најновите анкети го покажуваат тоа, довербата во институциите, оптимизмот за еднината на државата, за евроинтеграциите и така натаму многу засилен од формирањето на владата до денеска. Иако се разбира може да биде подобро. Ама временски не може никој да ви каже. Било кој што ќе ви каже, ќе ви излаже. Тоа што можеме јас да ви кажеме дека нема да пристанеме додека не се случи тоа. Бугаевски, благодарам што бевте во интервју на Макфест. Ви благодарам на поканата.